Македонија треба да почне преговори со Европската Унија. Основна причина зошто Македонија не ги почнува преговорите, бевме сега и во Париз, ни го кажаа тоа директно и отворено, е високото ниво на корупција во државата, нема ни една друга причина. Тоа што сме го зборувале само ни го потврдија. Лани во јуни немало датум заради високото ниво на корупција и било кажано на владата дека нема да има датум заради таа работа. Макрон тоа јавно не го каже? Туку зборува за нешто сосема друго. Веројатно се работи за едни луѓе кои што имаат вака малце пристојност и култура и се обидуваат тоа прво да го издискутираат со партнерот од другата страна. Потоа се даде година дена, од јуни 2018 до јуни 2019 година, да се случи таа битка со корупција, не само што не се случи, туку рекет не се случи. Па после се даде уште 3 месеци во кои што рекет се надгради со други рекет 2 и така натака. И никој во државава не треба да има никакви дилеми зашто немаме датум за почеток на преговори. Датум за почеток на преговори нема заради високо ниво на корупција, заради немање функционален систем на владење на правото и заради стратешката грешка на владата да ја стави Македонија во иста група со Албанија. Ајде Франција да ја оставиме на страна. Зошто тоа не го мислат другите земји членки на Европската Унија? Па јас сум разговарал со неколку посериозни, го мислат. Никој од нив не ми рекол дека нема корупција во Македонија, напротив, сите велат дека има и дека корупцијата го разјадува општеството. Тоа е едно прашање, а друго прашање се причините зашто нема отворање на преговорите, бидејќи далеку сме од идеална демократија, сигурно. Апсолутно, во однос на ставовите пристапување ќе треба членка да станеме. Тоа е практично прашање на пристап. Има одредени држави кои што стратешки го гледаат регионот и велат има корупција, но наш стратешки интерес е овој процес да течи. И имате држави како Франција, како Белгија, како Холандија, ако сакате, кои што велат не, таму има висока корупција и нема реформи и ние треба да го запреме ова сега, затоа што не ќе да им се случи втора Бугарија и втора Романија. Практично влезот на Бугарија и Романија во Европската Унија не само неспремни, туку и корупцијата таму расте и се случува како земји членки на Европската Унија, го има вклучено црвениот аларм да веќе такви процеси не се случуваат во следниот период. Ова го нема во официјалната реторика од ниедна држава членка. Дури еве и новиот комесар кој што доаѓа од Унгарија, чија што влада веројатно е голем пријател на ВМРО ДПМН, зборува нешто сосема друго. За потребата да се почнат преговорите со ЕУ веќе во март. И да се исправи грешката, внимавајте, грешката направена во октомври. Видете вака, јас и претходно сум имал одредени изјави кои што биле ценети од јавноста како, еве да речеме, контроверзни во однос на процесот на проширување. За жал се покажаа како точни, велам за жал, затоа што и јас не сум среќен што сум во право. Би сакал Македонија не само да преговара со Европската Унија, туку и членка да стане. Тоа е добро за сите нас и јас сум еден од оние политичари во држава кои што можеби најмногу се залагаат за таа работа. Но јас зборував дека ќе бидеме во иста група со Албанија, мене ми беше одговарано дека тоа е научна фантастика. Зборував дека дури ја се промени името во јуни минатата година нема да има датум. Тоа се случи и да не се цитирам сам себе. Еве сега кажувам дека основна причина зошто Македонија нема датум и веројатно нема ни да добие датум во догледно време додека е оваа влада на власт е високото ниво на корупција. Се избориме ли со корупцијата барем да покажеме иницијално силни сигнали, а мислам дека во еден период од 5 до 6 месеци тоа се прави, ќе видите како се променат работи.